Власта и опозицијата на различен начин им го честитаат 1 мај на работниците. Премиерот Димитар Ковачевски преку специјално дизајниран спот им се обрати на работниците, нагласувајќи што се во изминатиот период е направено за подобрување на животниот стандард. Почитувани граѓани, во мое име и во име на владата ви го честитам Меѓународниот ден на трудот 1 мај. Изразувам огромна почит кон сите кои со својот труд обезбедуваат стимул и развој на нашата држава. Денес минималната плата е над 20.000 денари, што е зголемување од 100% во однос на 2016 година. Предвремено го исполнивме ветувањето за просечната плата над 500 евра, а и ги зголемивме платите во образованието, во здравството и во безбедносните сектори. Поставивме здрава основа и за тоа и минималната и просечната плата континуирано ќе расте. Честитки по повод 1 мај и Меѓународниот ден на трудот упати министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска. Споредбено, во 2016 година минималната плата беше 10.080 денари. Денес во 2023 година имаме двојно повисока минимална плата од 20.175 денари. Минималната плата бележеше континуиран раст изминативе години и тоа во 2017-2018 година се зголеми на 12.000. Во 2019-та на 12.507 денари, во 2020-та на 14.500 денари, во 2021-та на 15.194, во 2022-та на 18.000 и 2023 година на 20.175 денари. За опозицијската ВМРО ДПМН празникот на трудот е само уште едно болно потсетување на реалноста во државата со работниците и работничкиот стандард. Овој 1 мај, владата им го честита со законот за зголемување на работната недела, со минимална плата која не се почитува, со кршење на работничките права. Македонија последните 5 години ги живее во мизерија, пред се до економска, ни од гледна точка на сигурност и иднина. Ова прашање не може да ги одбегне моментите на иселување на работната сила, немањето ниту една нова странска инвестиција, немање на новоотворени работни места, работници кои немаат земено плата, инфлација која расте, цените кои се во незаперлив скок, а државата е во долгови. Порачуваат од ВМРО ДПМН.